Штркот Марко, кој пред 10 дена од сигурна смрт го спасија штипските пожарникари, од денес е на слобода. Поради срекниот крај на приказната, тие на него на разделба му го дадоа името Сречко. Помина 20 дена откако Сречко, моите колеги го спасија од бандерите, кај што беше заглавен во жиците. И еве денес е денот кога Сречко го пуштивме слободно да лета со неговото јато, со неговите браќа и сестри, и се надеваме дека успешно ќе си полета на југ заедно со нив. На Сречко му обезбедуваме потребна лекарска помош и тој е речи закрепен способен за живота. На слобода. Може би требаше да остане уште неколку дена, но во неговите очи имаше премногу тага и му возможивме да го пуштиме во природа да си крене на јука со своето јато. Во периодот кога Сречко се бореше за живот, секојдневно со него беа и пожарникарите, како тие го доживуваа секој ден. Искрено сум благодарен на колегите кои што го спасија и заедно со мене 20 дена му помагавме, го храневме, а последните денови знаеме дека во друштво беше со уште еден штрк кој што имаше фрактура на ногата и тој денес е успешно опериран во Скопје, така да се очекува и тој успешно да полета, а за Сречко бескрајно благодарни до колегите, до вработените во ЈП ИСАР и бескрајно благодарност до градоначалникот кој што овозможи, градоначалникот Благо Бачварски, кој што овозможи услови да го чуваме Сречко и еве да го донесеме успешно да полета. Му благодарам и за интервенцијата за другиот штрк што успеа да издействува да го оперираат во Скопје и успешно да заврши операцијата. Моментот на разделба за спасителите не беше едноставен. Пред се поради дилемата дали Сречко ќе успее да стигне до неговиот втор дом. Подолго време ги пратам птиците, поготово штрковите. Младите штркови ова година изведени ова година за 3 години се враќаат на местото кај што се изведени. Се надеваме дека Сречко ќе се врати и овде ќе основа фамилија, своја фамилија. Спасениот од пожарникарите Штрк Сречко е убавио дел од пожарникарската професија. Луѓе и имоти од стихиите досега спасувале безброј пати, но спасувањето на Сречко е емотивно на посебен начин, објаснуваа денес тие, испраќајќи го Сречко во предизвикот во кој веруваат дека ќе успее.